Се исполнува уште едно барање на граѓаните. Започна реконструкцијата на патот од Средноводно до село Нерази во должина од 4,5 километри. Инвестицијата е вредна 14 милиони денари. Денеска започнуваме со уште еден нов проект. Како што може да видите, се започна со реконструкција целосна од Средноводно до Нерези, односно од Средноводно до комплексот Македонско село. Се работи за инвестиција од прилика 14 милиони денари и должина од 4,5 километри. Овој пат беше во доста лоша состојба. Ние заедно со Македонија пат веќе презевавме мерки и почнуваме со градба и очекувам дека овој месец комплетно ќе биде завршена оваа делница. Како што кажав, целосна реконструкција, целосна рехабилитација, околу 14 милиони денари и 4,5 километри должина. Мисајловски додаде дека дополнително е зголемена програмата на Македонија пат за нови 150 милиони денари за реконструкција на повеќе патни правци. И започнавме неколку нови проекти. Го започнавме патот од Скопје од Струга до Калиште, го започнавме исто така делот према Радожда, го започнавме од Градско кон Росоман, од Росоман кон Дреново и други патни правци. Со тоа што програмата на Македонија пат од секоја година се повеќе и повеќе се зголемува. Ние ќе направиме уште еден напор да видиме дали имаме можности дополнително да ја зголемиме, тоа што значи дека оваа програма на предпријатието Македонија пат е најголема до сега и ние пробуваме постојано да ги зголемуваме капиталните инфраструктурни проекти. Така ќе продолжиме во иднина. Македонија пат има огромна програма, работи низ целата Република Македонија, но со овој стимул и со нови средства во програмата може да видиме дека се решаваат проблемите на граѓаните и она што е барање од нив може директно на терен да видиме како се санира, односно се рехабилитира. Според градоначалникот на Скопје, реконструираниот пат од Средноводно до село Нерези ќе ја зголеми безбедноста во сообраќајот во овој дел од градот. Пат кој што е од многу големо значење на граѓаните кои што рекреираат и се движат на овој дел од градот Скопје, мислам дека е пат кој што е многу посетен, пат кој што има многу возила, многу луѓе кои што се рекреираат по него, така да со неговата со нанесувањето на нов асфалтен слој, сметам дека ќе се допринесе за подобри услови на сите луѓе кои што го користат овој пат. Воедно ќе биде добро и поврзувањето на Македонско село, на Пантелеймон, на Горно Нерези, како алтернативен пат на патот кој што оди доле према општина Карпош. И од почетокот на годината направивме еден дел што имавме програмата 15 милиони денари на Кечуче Сандево. А овој дел се прави и патот што оди за Сончевград, тоа е инвестиција околу 400 милиони денари и планираме се заврши до крајот на годинава. А како веќе може да најавам дека почнавме да го реконструираме патот што иде од Кисела Вода, Сопиште се до Говрлево. Почна да се прават 3 километри од Говрлево до Сопиште и очекуваме да во наредниот период, ради лошите временски услови не можевме интензивно да работиме, и во наредниот период да се реконструира и тој патен правец, со што би се завршиле инвестициите во градот Скопје оваа година преку јавното претпријатие. Директорот на Македонија пат Гајур Кадриу изјави дека сите патни правци што се започнати со програмата за работа на ова јавно претпријатие за 1 до 2 месеци ќе бидат целосно завршени.